Основното училиште Христијан Карпош денеска е домаќин на регионален надпревар по математика за учениците од основните училишта во организација на Сојузот на математичари на Македонија. На надпреварот учествуваат ученици кои оствариле најдобри резултати во категорија од 4 до 9 оделение на општинските надпревари во Куманово, Липково, Крива Паланка, Кратово, Ранковци и Старонагоричане. Регионалниот координатор за реализација на надпревари по математика и наставник ментор во училиштето домаќин Даниела Стојановска истакна дека учениците работат на 4 задачи соодветни за својата возраст. Појасни дека секој ученик работи на својот наставен јазик, односно во нашиот регион застапени се македонски, албански и српски наставен јазик. Работат на 4 задачи, секоја од задачите носи по 25 поени и ќе имаат можност да постигнат врвни резултати. Именно за надпреварите по математика има повеќе први, повеќе втори, трети награди, заради тоа што се работи за будување. Односно, систем во кој што сите ученици кои што имаат од 55 до 71 поен, сите значи носат со трета награда, веќе од 72 поени до 86 е втората награда и сите ученици кои што ќе постигнат резултати вреднувани со од 87 нели од 86 всушност до 100 поени, тие ќе бидат носители на прва награда. Ова денеска за нас е празник, затоа што овде се различни генерации, огромен број на деца, кои што се поклоници на екзактното изразување и на логичкото размислување, што мене посебно ме радува и еве ми дава мотив да работам и не само јас, туку и моите колеги, да посветиме многу внимание на овие деца, да им помогнеме да си го најдат својот пат. Таа дополни дека особено радува фактот што половина од учениците се ученици од 4 и 5 оделение. Тие се за прв пат на патот на изучување на математиката и техничкиот јазик, математичкиот јазик, да се изразуваат и екзактно да размислуваат. Жал ми е што некако со текот на времето кога стануваат повозрасни малку математиката им станува втор интерес, некои други работи стануваат први, но во секој случај најдобрите од државниот надпревар ќе одат на олимпијада, математичка олимпијада во рамки на државата, но и во рамки на пошироката средина, односно на Балканијада или на европските надпревари, каде што знаеме години наназад да бидеме и конкурентни, да еве сега овдека е надпреварувачот кој или на која што освои бронзен медал на олимпијадата. Може би е тешко да се мотивираат децата да учат математика, но и да работат, да учествуваат на надпревари и да работат нели врз основа на согледувањето на општественото живење. Меѓутоа, она што е да кажам добро е што овој надпревар е со своите признанија доста конкурентен и ценет, така да врз основа на постигањето, односно дипломите што ќе ги освојат учениците, се стекнуваат со поени за упис во средно училиште, се разбира за стипендии, финансирани од државата, нашата, но за жал многу повеќе и од некои странски влади, нивните стипендии. Искуството од претходните години рече покажува дека нашиот регион е успешен и учениците се враќаат со бројни награди. Државниот надпревар традиционално ќе се одржи на Природно-математичкиот факултет, кој е матичен на Сојузот за математичари на Македонија.